Смртна казна наместо 30 дена за решетки поради неплатена казна. Случајот на Давид Стојчевски, македонец по потекло кој го загубил животот во тешки маки и болка додека бил под видеонадзор во затвор во Мичиген, ја згрози јавноста. Стојчевски минатата година, откако им соопштил на полицијата дека не може да ја плати казната од $722 за сообраќајниот прекршок, бил осуден на 30 дена затвор. Го пренеле во затворот во Мекомб, а како наркозависник имал потреба од терапија, но наместо да ја добива, затворските служби целосно заборавиле на него. Откако западнал во депресија, поради несоодветниот третман, службениците во локалниот затвор гол го сместиле во самица. Наместо да добие терапија, Стојчевски бил оставен да ја загуби битката за живот. По 17 дена, семејството било известено дека е починат. Кога го превзеле телото, не можеле да не забележат дека е 23 килограми послаб и сватиле дека нешто не е во ред. Кога ги погледнале снимките од видеонадзорот во келијата каде починал Давид, биле шокирани. Во шок и јавноста во САД, откако видеоснимката ја објавија медиумите пренесувајќи го целиот случај. Boy. It's very hard to watch. Wow. I can't believe anybody was in charge of looking at this video or looking at this camera and didn't do anything to help this human being. Look, it's like an animal, he's climbing underneath something to die. It is obvious he is not fake. Иако бил под постојан видеонадзор, никој не реагирал на неговите повици за помош. Спиел на бетон додека стражарите го наблюдувале и никој не влегол да помогне додека Стојчевски го испуштал и последниот здив. And I'm shocked, honestly, I'm shocked to think that we are in the United States of America. Родителите на Давид заминале во САД во потрага по екзистенција. Во областа Мекомб тие отвориле пекара и живееле нормален живот. Заедно со адвокатот на семејството, неговиот брат Владимир ја бара правдата. How could this possibly have happened? Случајот на Стојчевски ја крена нано за јавноста во САД, предизвика сериозни реакции и барања за одговор. Зошто за $722 бил сместен за решетки и зошто никој не му помогнал додека го испуштал последниот здив.